Поштовани сограѓани, не сум тука за прв пат. И не зборам за прв пат за загадувањето. Пред точно 6 години, заедно со група граѓански активисти, за прв пат го блокиравме Усје. И тогаш требаше да му даеме жол картон. Сега заслужува црвен. Јас го предупредувам дека загадувањето не е само еколошки проблем, туку сериозно кршење на човекови и детски права. Тогаш реков и денес повторувам, кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрозуваат правото на живот на децата. Усје ни покажа како економскиот профит се става пред здравието. Најголем проблем е корупцијата. Политичарите се во корелација со бизнисмените и олигарсите кои не трујат за поевтино гориво и поголем профит. На тие протести предупредував, воздухот што го диша децата не смее да биде компромис. Мора тука да подсетам, смртноста кај новороденчињата во Македонија, поврзана со загадувањето на воздухот, изнесува 12%, што секој 9-ти смртен случај на деца од 1 година. Секое второ дете во Македонија има респираторни проблеми, астма, бронхитис, алергии, како последица на загадувањето на воздухот. Децата под 5 години се најранливи изложени на загаден воздух, ја зголемува веројатноста за хоспитализација поради респираторни инфекции дури за 40%. Денес повторно збориме за цементарница, но суштината и проблемот е ист. Кога ќе се наруши животната средина, први страдаат детските респираторни органи. Тоа не е мислење, тоа е факт. Децата заболуваат почесто од астма, бронхитис, алергии, имаат послаб имунитет, дишат воздух што нивното тело не може да го филтрира, затоа што нивниот организам се уште се развива. Во Македонија е доволно во сериозна опасност поставено правото на живот на децата, загарантирано со Конвенцијата за правата на детето и Уставот. Децата имаат право на чист воздух. Така е! Тоа не е привилегија, тоа е основно човеково право. Денес живееме во реалност во која секое второ дете се лекува од респираторни заболувања како последица од загадениот воздух. Еден голем загадувач, ако не и најголем, е позади нас. Тоа е аларм што не смее да се игнорира. Тоа е вистински екоцид. Кога државата дозволува континуирано загадување, таа не ги штити животот, таа го загразува. Кога се загрозени децата, загрозена и иднината на целото општество. Јас сум тука како граѓани што одбива да прифати дека загадувањето е нормална цена на развој. Развој без здравје и насилство. Тоа е структурно насилство што го врши државата над граѓаните. Развојот што ги жртвуваат децата нема легитимитет. Кога загадувачите сами се мерат внатре со нивните мерни станици, а институциите не утврдуваат неправилности, довербата престанува да постои. Затоа денес сме тука, да не молчиме, туку да направиме промена. Барањето е јасно. Во најмала рака, оваа цементара позади да биде дислоцирана, а доколку тоа не е возможно, мора да се забрани. Такви примери има неколку во светот. Затоа што здравјето на децата
не е на преговарачка маса. Загадувањето е од главните фактори за смртност на децата. Загадувањето е кривично дело и треба да одговараат сите одговорни за тоа. Треба да им стегнеме тужба за загадување. Ако молчиме, треба да им стегнеме тужба за загадување. Ако молчиме, ја легитимираме неправдата. Ако веруваме без докази на мерните станици, стануваме соучесници. Ние сме тука за живот, за децата и нема да отстапиме. Благодарам.